Во босанскиот град Тузла незадоволни работници од државна фабрика за алати и машини протестираа пред седиштето на локалната власт. Тие соопштија дека не земале плата во последните 6 месеци, туку добиле само 120 евра и пратка со храна за време на тој период. Големите фабрики во земјата често се случува да не им исплаќаат плати на работниците. Во Пакистан адвокати започнаа штрајк откако двајца нивни колеги беа убиени вчера од полицијата. Судовите не работат бидејќи адвокатите излегоа да протестираат на улиците во сите поголеми градови во земјата. Двајцата адвокати загинаа во судирите со полицијата за време на вчерашните протести во покраината Пунџаб. Грузија денеска го прославува Денот на независноста. Во главниот град Тбилиси има карневалска атмосфера проследена со спортски настани за децата, како и музика, играње и улична уметност. Настаните го одбележуваат денот кога во 1918 година Грузија прогласи независност од Русија. Грузија повторно воспостави независност од Советскиот сојуз во 1991 година. Во таџикистанскиот главен град Душанбе представници од 6 поранешни советски земји одржаа конференција против употребата на наркотични средства. Шефот на руската делегација изјави дека парите од дрогата сега се основниот извор за финансирање на милитантите на исламската држава. Според него групата има мрежа на шверцери низ Африка, Ирак и Европа. Во јужниот афганистански град Кандахар безбедносните сили се судриле со талибанците кои нападнале хостел минатата вечер. 2 лица загинале додека афганистанските сили ја преземале контролата врз зградата по 16-часовните борби. Во јужен Афганистан пак 26 припадници на безбедносните сили загинаа во борбите со милитантите.